затоа постои предание каде пегамберот Мухамед се вели рахималлаху мриен, Аллах да му се смилува на оној човек кој кога ќе стане ноќе да клање, ја буди и својата сопруга и таа да стане да му се придружи во ибадет, па ако таа не се разбуди, тогаш ја испрска со вода со намера да ја разбуди. Исто така Аллах да се смилува на онаа жена која стане да клања, па го разбуди својот сопруг, па ако не може да стане, го испрска со вода и заедно станат да прават ибадет на Аллах азза ва џелле. И затоа имаме еден интересен пример кога е во прашање ова дело, кога еден шејх кажува дека во овој уммет има хајр, во овој уммет има добро, има перспектива, има иднина, бидејќи во овој уммет има синови на исламот, има сестри на исламот, кои имаат грижа за Аллаховата вера. Па затоа кажува шејх дека во доснесни часови после јација, додека исчитувал книги и се припремал за утрешното предавање, кај ми се јави една девојка и ми постави прашање. Јас веднаш, кажува шејхот, кога ме повика во доснесни часови, веднаш помислив на лошо, бидејќи шејтанот во темните ношни часови луѓето ги наведува на недозволено, на харам, на страсти и слично. Па и реков, повели, во овие досни часови, какво прашање, каков одговор бараш од мене? Рече ја шејх, вечерва ми е прва брачна ноќ. Вечерва ми е прва брачна ноќ. Па се прашувам, дали ми е дозволено од шеријатски аспект, од аспект на верата, Куранот и Суннетот, дали ми е дозволено да станам, да земам абдес и да кланjam ноќен намаз и да го разбудам мојот сопруг да клања заедно со мене. И овој шех останува вџашен, збунет од иманот, од верата на оваа девојка која во прва брачна ноќ сака да му падне на сежда на Аллах за оџеле, да го моли својот Господар, а истовремено и да го разбуди незиниот сопруг и тој да и се приклучи во ибадет на Аллах за оџеле. Трета работа која правил